Лутеницата, цвеклото, црвениот бибер и уртата сепак не биле луксус и не се штетни по здравјето на луѓето. По бурните реакции од граѓаните, владата ја ревидираше листата на така наречени луксузни производи и одлучи сите основни прехрамбени производи кои се со гарантирана цена, а се најдоа и на луксузната листа да се со стапка 5% ДДВ. Со оваа измена, урдата, замрзнатото тесто, црвениот бибер и црвениот пипер, бебешките каши, адаптирано млеко за доенчиња, додатоци за исхрана за опаднат имунитет, хербалните чаеви, наполетанките и вафлите, растителниот кашкавал, останатите одредени видови кашкавали, лутеница и конзервирано цвекло и феферони се производи кои што ќе се оданочуваат со повластена стапка на ДДВ од 5%, односно примената на најниската повластена стапка на ДДВ во земјава се однесува на повеќе од 1650 прехрамбени производи, а дополнително повластена стапка имаат и други околу 950 прехрамбени производи. Владата по високиот данок го правда со тоа што се грижеле за здравјето на граѓаните. Дури и премиерот и вице-премиерот кажаа дека чипсот и сладоледот не се здрави, па затоа требало да се на луксузната листа. Иако листата беше енигма, додека во собранието се дискутираше за даночната реформа од Министерството за финансии, тврда дека целиот процес за повисокото ДДВ бил транспарентен и се консултирале со бизнис заедницата. Додека траеше дискусијата, јавноста единствено знаеше дека ќе поскапат производи кои не се за секојдневна употреба, како кавијарот и перки од ајкула, а од минатиот петок граѓаните се соочија со дополнителен шок. Во меѓувреме, инфлацијата се уште не е стабилизирана. Во обид да се заузда во изминатите 2 години, неретко се играше топло-ладно со цените и маржите. Неколку пати беа замрзнати, па одмрзнати. Една недела откако 25 категории на производи добија за гарантирана цена, се покачи ДДВ-то на 250 категории, па настана вистински хаос и кај трговците и кај потрошувачите. Од исти производи се најдоа на двете листи. Инаку владата минатата недела донесе и одлука за измена на законот за акцизи, која исто ќе почне да важи од 13 октомври. Со истата, кутија цигари ќе поскапи за 5 денари. Во најава и поскапување на половните возила. Ако досега за возило до 10.000 евра не се плаќаше данок, според предлогот од финансии сега ќе изнесува 1%. Значи дека двојно ќе се зголеми давачката за оние возила кои најмногу загадуваат.